Јас сум Милица Младенова, вие во продолжение ќе гледате вести на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Денеска во Кавадарци се одржа втората регионална работилница на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво. Беше подпишан меморандум за соработка помеѓу Советот и бизнис секторот во насока на подобра малолетничка правда и одговорно општествено однесување на младите. Втората регионална работилница на тема превенција на малолетничко престапништво организирана од Државниот совет за превенција денеска се одржа во Кавадарци. На истата свое учество зедоа представници од невладиниот сектор, образованието, надлежни институции кои третираат оваа проблематика, како и представници на бизнис секторот. Сите активности на Државниот совет за превенција на малолетничкото престапништво се насочени кон намалување на малолетничкиот криминалитет. Државниот совет за превенирање на малолетничко престапништво има таа можност и чест втората регионална работилница на тема превенција на малолетничко престапништво да ја држи во Кавадарци. Неслучајно Кавадарци е наш домаќин за оваа регионална работилница, бидејќи овде во вашиот град ја имаме локалниот совет за превенирање на малолетничко престапништво, кој што е еден од најактивните локални совети. Ние денеска ќе ги промовираме активностите на Државниот совет, ќе го промовираме нашиот проект за градење на превентивна политика на малолетничко престапништво, ќе го промовираме информаторот за субјектите на малолетничка правда, кој што го издадовме за тие субјекти, и со тоа олеснуваме да се прави координација на многуте субјекти што учествуваат во системот на малолетничка правда. Веќе 4 години работиме како државен совет. Ја донесовме националната стратегија за превенција на малолетнички криминалитет, прва од таков вид кај нас, и се гордееме со сите резултати што досега сме ги постигнале. Тоа е многу комплексна проблематика, комплексно прашање. Го даваме својот максимален придонес за да се унапредува состојбата во тоа. Децата се нашето најголемо богатство. Ако се превенира малолетнички престап, се направило многу и за општеството и за самите малолетници. Имаме активности, имаме ситуација кога како резултат на повеќе општествени фактори во некои параметри се зголемува, некаде се намалува, меѓутоа потребно е во овој за намалување, за превенирање на малолетничкото престапништво активно учество на повеќе субјекти, каде што активностите на Државниот совет го добиваат се повеќе своето значење. Со цел да се превенира малолетничкото престапништво, денеска на работилницата бизнис секторот, представуван од Конфедерацијата на работодавачи на Македонија, подпиша меморандум за соработка со Државниот совет за превенција од малолетничко престапништво. Со овој документ, бизнис заедницата се обврза да ги помага активностите за подобра општествена одговорност на младите. Пред се за нас е важно дека сите ние сочинуваме државата, меѓутоа најважно е да вложуваме во младите и на некој начин да влијаеме на некој начин во превенцијата за малолетничкото престапништво. Сметаме дека и ова е една општествено одговорна активност која потикнуваме со Државниот совет за спречување или превенција на малолетничкото престапништво, со тоа што пред се ќе потикнеме бизнис заедницата да се препознава како еден од актерите кои директно ќе влијаат во спречувањето на малолетничкото престапништво. Сметаме дека бизнис секторот може да вложува на повеќе начини преку неформалното, формалното образование. Важно ни е предприемничката култура да биде носител во, да кажеме, образованието, каде што ќе ги одвикнуваме или барем ќе ги потикнеме тие што веќе имат на некој начин мотив за малолетничко престапништво да се насочат кон подобро учење, предприемничко учење, општествено одговорно однесување и така натаму. Сметаме дека ово е првиот чекор бизнис заедницата кој го прави во Македонија, меѓутоа тоа и не е последниот, напротив, ово е потикнување баш од центарот на Македонија и една порака до целото население на Македонија, меѓутоа и до бизнис секторот дека секогаш има шанси со нивното делување, со вложувањето како една општествено одговорна категорија да подобриме или да потикнеме
намалување на малолетничкото престапништво. Ова ќе биде момент каде што ќе го овековочиме нашиот заеднички пат. Важно е да се напомене дека Државниот совет е дел од Собранието на Република Македонија и сметаме дека на еден транспарентен начин ќе имаме шанси да проследиме активности кои навистина ќе влијат за подобрување. Ова не е декларативен документ или изјава, туку навистина чекори низ акционен план кој ќе ги развиваме и понатаму. Секогаш тие планови може да се менуваат кон подобро, така да ова е само еден почеток. Во меморандумот кој што беше потпишан се наведува дека блиската соработка со Бизнис конфедерацијата и Државниот совет ќе ја зголеми ефикасноста во успешното спроведување на програмата на Државниот совет и во остварувањето на надлежностите во насока на превенирање на малолетничкиот криминалитет. На регионалната работилница беше нагласено дека новиот модел на превенција во земјава, согласно Законот за малолетничка правда, ја налага потребата сите институции и организации да се консултираат и соработуваат едни со други. Форум за предприемништво денес беше одржан во Градско за локалните самоуправи и работодавците од општините Градско и Росоман. Министерството за труд и социјална политика ги презентираше активните програми и мерки за вработување. На тема активни програми и мерки за вработување течеше форумот кој денеска се одржа во општина Градско, наменет за локалните самоуправи и работодавците на Градско и Росоман. На форумот присуствуваа представници на Министерството за труд и социјална политика, Центарот за вработување Велес, представници од секторот за локален економски развој на двете општини и работодавците од Росоман и Градско. За Градско и капацитетот со кој располага пред присутните на форумот зборуваше градоначалничката Жанета Чаушевска. Создавањето на услови за економски развој, индустријските зони и проектите на општината исто беа дел од излагањето на градоначалничката. Првиот човек на Росоман, Стојан Чалазов, пак зборуваше за основните заложби и успешноста во развојот на стопанството, особено во земјоделството, како и стапката намалувањето на невработеноста во Росоман, индустријските зони Лака и Калдрама и меѓународната промоција на стопанството. Представникот на Министерството за труд и социјална политика Младен Фрчковски пред градоначалниците, секторот за економски развој и работодавците го презентираше годишниот оперативен документ, стратегиите и политиките за вработување. Фрчковски детално на работодавците им го појасни процесот и можностите за апликација и придобивките од малите микропроекти. Зборуваше за субвенционирањето на вработувањето, придобивките и обврските на работодавачите, како и за 100 нови работни места реализирани по можностите на оваа програма. За локалниот економски развој на Градско и Росоман зборуваа представниците од овој сектор на двете општини. Ѓорѓи Крстев од секторот за локален економски развој на општина Росоман детално ја анализираше состојбата со вработеноста и бројките на невработените во Росоман, стапката на невработеност според годините и степенот на образование, а со бројки на истата тема зборуваше и представникот од овој сектор за општина Градско. Како последен од тематскиот дел на форумот, пред присутните се презентираше Центарот за вработување Велес, кој ги изнесе активните мерки за вработување. Форумот во Градско заврши со отворена дискусија на оваа тема. Од денеска одржаниот форум во општина Градско, првите луѓе на Градско и Росоман очекуваат поголем интерес од работодавачите за вработување преку мерките и програмите кои ги нуди владата, но и поголема заинтересираност од младите за користење на проектите за самовработување. Во изјавите двајцата градоначалници говорат за реализираното на оваа тема, но и очекувањата. Целта е да се запознат работодавачите и да се охрабрат, да ги користат активно тие мерки, за да можеш, тоа секогаш го гледаме секогаш како соработка меѓу владата, меѓу општините, меѓу работодавачите, да се најде една заедничка линија, еден акционен план да се има, еден начин на действување со кој што сите би имале добробит, а најмногу секако населението. Секогаш има простор за доекипирање, за нови програми, за работа, во фаза подготовка на локалниот економски план за развој, така да секогаш им излегуваме на граѓаните во пресред на нивните барања, потреби и во
нели во рамките на нашите можности, секако и во соработка секогаш гледаме и преку другите институции ние да ги добавиме потребните информации, да ги доставиме до граѓаните. На тој начин, значи, повикуваме ги, често пати се одржуваат трибините и во моментов сега се одржува една поголема трибина во Домот на културата, каде што земјоделците ќе бидат запознати со најновите мерки за субвенционирање, со представници од Министерство за земјоделие и шумарство, така да секогаш како општини и градски Росован како помали општини кои што не врзуваат слични значи слична инфраструктура, слична економска способност и можност, така слични интереси, да речем, секогаш настојуваме да се поврземе и да ги на нашите граѓани да донесеме што е можно повеќе информации и можности за да се ги остварат, нели, своите идеи. Преку активните и забрзани одвивања на индустријските зони во Росуман, истакнато беше од секторот за локален економски развој, значи големиот број на вработувања кои што се случени во последните години во општина Росуман. Дали тоа значи дека повеќето од новите работодавци ги користат токму овие програми кои што беа презентирани денес? Па најверојатно денеска ги презентиравме податоците за невработеност, односно и за вработеност, значи од 2008 наваки и за општо задоволство, но и незадоволство, па ќе речем дека е намалена со над 50% од 2008 година наваки невработеноста. И од оние 338, колку што ги кажавме, невработени лица, половината се активни барачи на работа, половината не се активни на баратели на работа, така да општина Росуман би ја вброил во една од ретките општини каде што невработеноста и не е толку изразен проблем и не е причина за да се бара, нели, за да се мигрира, бидејќи и трендот, верувам дека на миграција е моментално стопиран, односно миграцијата може да би ќе се чувствува само од помалите населени места во општината кон Росуман, кон седиштето на општината. Ние овде денеска повеќе работодавци донесовме од Росуман, кои што сакаат, и тоа се млади луѓе кои што почнуваат со бизнис, сакаат да слушнат за активните мерки на владата на Република Македонија, од агенцијата и од Министерството труд и социјална политика, на кој начин тие ќе му леснат на работодавачите и на работниците да полесно дојдат до работа и овој број го смалиме на минимум. Нашата надеж и шанса, верувам дека и на општина Градско е тоа, да е Дрекслер Мајер во Кавадарци, со чии представници веќе извршивме разговори во минатите недели, ги чекаме во наредниот период, односно се надевам и оваа недела или другата, да земиме активно учество во она што се вика евалуација на луѓето, која е работата што ја дава Дрекслер Мајер, колку може да прими со капацитет на работно способни луѓе од Росуман и нормално да почнат од јануар негде во некој договор и во некој разговор со директорот од човечки ресурси. Кажано беше дека до 200 луѓе можат веќе од Росуман да се надеваат на работа. Во Росуман имам податоци дека 2 фирми имат користено активни мерки од владата, за повеќе не сум запознат, но значи преку овој нашиот лер ќе верувам дека во една блиска иднина ќе точните бројки ќе ги презентираме колку навистина се користат овие активни досегашните. Имам податоци само дека многу од земјоделците ги искористија мерките на самовработување. Мене подолго време интенцијата ми е да ги поттикна малце и работодавачите и невработените малку повеќе да се ангажираат околу овие мерки. Значи, работодавачите, кај нас негови тренд има на непреземање на ризик, бизнис ризик, нели, така попасивно малце, како ќе биде, што ќе биде, меѓутоа во светот е секаде практика, значи се оди и не може како да очекуваат преку ноќ нешто да се случи нешто големо, меѓутоа се оди чекор по чекор. Треба и работодавачите да се научат дека тоа оди чекор по чекор, нели, постепено бизнисот ќе се развива, а и невработените ќе сватат дека со тие мерки ќе дојдат до работа, меѓутоа чекор по чекор ќе напредуваат и ќе ги зголемуваат своите примања.
Општина Кавадарци и локалната самоуправа денеска одговори на вчерашните обвинувања од СДСМ околу наплатата на комуналии од граѓаните. Почитувани сограѓани, кавадаречката опозиција по ништо не заостанува зад безидејноста на нивните аболицирани челници. Напротив, со вчерашната пресконференција се надмина и самите себе си. Во обид на манипулирање со јавното мислење и таму каде што работите се кристално јасни, а правно формално потврдени со првостепени пресуди. Со мноштво реченици без содржина, повторно прават обид за искривување на вистината и за нивното незаконско работење. Да подсетиме дека на времето кога го има мнозинството во Советот во периодот од 2000 до 2006 година, без нималку совест, а минуваа скандалозна, монструозна замисла преку нивниот фикс за градоначалник, со која на најнечовечки начин, свесно и директно им влегува во джеповите на кавадачани со потпишување на преддоговорите. Имено, тогаш со физички и правни лица се потпишувани преддоговори за вклопување на нивни објекти во некоја идна урбанизација, земајќи им авансно 30% од вредноста на комуналниот надоместок. До овој момент, барање за повраток на средства до општина Кавадарци имаа доставено 36 физички и правни лица, чиј износ по основ на повраток на средства изнесува 3.761.412 денари. Но ова не е вистинската бројка на измамени граѓани од тогашните челници на СДСМ. Реално, бројот на прелажени граѓани и износот на пари е многу повисок. Во интерес на вистината, граѓаните кои по тој основ платиле 1/3 од вистинскиот износ на комуналниот надоместок, согласно програмата за комунална изградба, се заштителе од рушење на бесправно изградените стамбени и деловни објекти, при што им било овозможено приклучување на постојната инфраструктура, како и користење на стамбен простор за живење, а деловен за остварување на профит. Преведено на кавадаречки, ова значи дека споменатите граѓани во тоа време биле привилегирани во однос на останатите 10.000 други граѓани и фирми кои плателе комунален надоместок во висина на целосниот износ. Ова, почитувани господа од СДСМ, се фактите и вистината. Она, вашето од вчера е ветер и магла, фрлање прашина во очи и искривување на фактите со цел пред граѓаните да се представите како светци. Или може би повеќе ви одговара да пропагирате арамијата вика, држте го арамијата. Но непобитен факт е реалниот закон за постапување со бесправно изградени објекти. Со овој закон, граѓаните за своите нелегални објекти плаќаат 30 пати помал износ од реалниот, а општината, почитувајќи го истиот, се откажува од тие средства. Но за општина Кавадарци, од секогаш граѓаните се пред се останати. Почитувани од СДС, ова вашето од вчерашната пресконференција звучи како Хитлер да ги брани евреите од геноцид. Е токму тоа, почитувани сограѓани, е фарсата од вчерашната пресконференција на новите анонимуси од локалното СДСМ. Тие преку ефтин дневно политички маркетинг се обидуваат привидно, со извртени факти и основно непознавање на проблематиката да го подигнат својот рейтинг пред се меѓу своето разрединето членство. Но до врхушката на СДС во Кавадарци никако да допре пораката токму од оние на кои им се обраќаат, а тоа се граѓаните. Граѓанската порака е кристално јасна и евидентна. Од 2006 година наваму, граѓаните на Кавадарци масовно даваат целосна подршка на домакинското, одговорно и законско работење на ВМРО-ДПМН и градоначалникот, казнувајќи ве редовно вас заради вашите недоветни постапки и неодговорни политики, фразерства и критизерства. 13.000 гласови на кавадарчани се повеќе од потврда на нашата исправна политика, со која ги исправаме вашите грешки, вложуваме во стопанството и развојот на локалната заедница, отвараме нови фабрики преку директни странски и домашни инвестиции кои носат нови работни места и економска сигурност на граѓаните на општина Кавадарци. Ова е единствената исправна политика во правец на просперитетно Кавадарци и стабилна Македонија. А тоа во овој момент е политиката на општина Кавадарци, предводена од градоначалникот и Советот, во кој мнозинството е од ВМРО-ДПМН, а се е во интерес на граѓаните и жителите на општина Кавадарци. Бевте сведоци пред 3 дена дека во Кавадарци се предадоа во употреба објекти во вредност од 6 милиони евра и се најави нова инвестиција од 15 милиони евра.
Зарем ова за вас е недоволно или можеби сте уплашени од успехот на актуелната раководна структура? Почитувани суграѓани, Општина Кавадарци, предводен од градоначалникот Александар Панов, продолжува и понатаму да работи и да ги застапува интересите на сите жители на општината без разлика на нивната политичка, верска и социјална припадност. 12-та акција поред Ден на дрвото утре ќе се реализира под мотото Засади здравје, засади здрава иднина. Носители на акцијата годинава се здравствените работници. Ќе се сади багрем и бор на 2 локалитети, Калница и Мелци. Клубот Ден на дрвото Кавадарци ги повикува граѓаните на масовно учество од 9 и 11 часот. Тргнувањето е од градскиот плоштад. Кавадарци, како и останатите градови во Македонија, интензивно се подготвува за одбележување на утрешниот Ден на дрвото. До мене е професорот Томе Лисичанец, денеска во улога на председател на клубот Ден на дрвото во Кавадарци. Професоре, кажете ми, колку Кавадарци е спремно за настанот, под кој мото годинава се одбележува утрешниот ден и колку садници ќе бидат засадени на територијата на подрачјето на Кавадарци? Утре, 27. ноември, се одржува по 12 пат акцијата Ден на дрвото, која што оваа година се изведува под мотото Засади здравје, засади здрава иднина. Имено носители на акцијата за пошумување оваа есен се здравствените работници и заради тоа и промоцијата на акцијата која што беше изведена на 22 во петокот, почна со засадување од медицинари начело со академик Жан Митрев. Акцијата се изведува во целата република, носители се шумарството и клубовите Ден на дрвото. Во Кавадарци оваа година пошумувањето ќе се изведува на 2 локалитети, во Калница и Мелци. Мене посебно ме радува локалитетот Калница, кој што директно го напаѓа градот, меѓутоа припремите и сите други активности се изведуваат во крајно неповолни услови, бидејќи во последен момент сето тоа е најавено дека ќе биде и можам да кажам карактеристично е што оваа година во голема мерка работата си ја превзеде во главном шумарството, додека ние од клубот Ден на дрвото се вклучуваме во последен момент да помогнеме околу организацијата. На тие 2 локалитети површините се припремени некаде со орање, каде што ќе се сади со гизи, а некаде со дупки ископани со моторни пили. Земјаните работи ги припрема и шумското стопанство. Шумското стопанство обезбедува садници и ќе ги дели на теренот, ќе ги однесат уште денеска, ќе ги утрпат. А во акцијата ќе земат учество учениците од средните училишта, учениците од осмолетките и тоа од 1 до 6 оделение во дворовите ќе садат и ќе изведуваат други активности и тој ден ќе го сметаат како наставен ден, значи нема да се одработува. Граѓанството и работните организации кои што ќе сакаат да земат учество ќе бидат усмерени кон Мелци. Алат има во известна мерка на располагање, тие што можат да си понесат алат посебно е потребен таму кај што ќе бидат, како што е на Калница, садењата во дупки, бидејќи со гижи не може да се враќа земјата назад во дупките и ќе треба да има барем мотики, прашалки или лопатки, некој алат. Одењето ќе биде заради алатот и заради превозните капацитети во 2 тури. Првата група или во 2 групи, првата група поваѓа во 9 часот и ќе ги земат учениците од предучилиштата, а граѓанството од плоштадот, значи автобуси ќе има, а втората група во 11 часот поваѓа, што значи дека акцијата трае по 2 часа. Учесниците ќе работат во групи по двајца, едниот ја држи садницата, другиот
закопува или со гижата ја притиснува садницата и после ќе ја нагазат, така да ќе може да биде задоволено и да речам со алатот и за сите учесници во акцијата. Јас ја користам во една ова можност да ги повикам сите граѓани да земат учество, тие што можат и што сакаат, да земат учество во оваа хумана акција, која што има многу кратна улога и многу кратен карактер, затоа што шумата влијае не само на воздухот, не само на микроклимата, ами влијае и за заштита од ерозијата, за создавање и заштита на поцвите. Така да, ние во шумарите учиме дека од шумата има околу 30 вида корист за природата вкупно, и со ова секој еден од нас ќе даде свој придонес за зачувување на иднината на нашите деца во овој наш град. Имено Кавадарци како град е прилично загрозен од ерозијата, бидејќи од сите страни потекот на Луда Мара код градот напаѓаат поголем број поројни долови начело со Калница па до Катуниште, и затоа во минатото Луда Мара потокот беше уредена со градежни објекти, а околу градот беше создаден еден зелен шумски појас кој што е доста деградиран и оштетен, и сега ќе настојуваме со сите овие активности во иднина да го дополниме, да го исправиме тоа. Професоре, сосема на кратко, еднаш беше одложена акцијата заради неповолните временски услови за одржување на истата, колку временските услови кои што ги имаме во текот на денешниот ден и најавите за утре се поволни за посадување, и само да спомнеме садници од кој вид ќе бидат засадени. Неповолноста може да биде ако врне за тие што работат, но неповолноста до сега и беше во тоа што есента беше многу топла и лисјата не беа паднати, вегетацијата додека е активна не треба да се пошумува. Изборот на садниците е багрем и бор, што исто така не е баш најсреќна околност, затоа што нели, како што знаеме, на ниските терени црниот бор страда многу од боров четник, и за приградско зеленило е неповолен, бидејќи тие гасеници боров четник, ако некој ги пипне, добива многу силна алергија, а багремот па, иако е пионерски вид, како и црниот бор, маната му е што ја јаде стоката, па граѓанството го напаѓа, ги бере грањките за стока или поголемите за колци. Меѓутоа, тоа е припремено сега и така ќе одиме, се надевам дека понатаму нешто и во таа смисла нешто ќе измениме. Ви благодарам вам многу и еве ќе искористиме уште еднаш можноста масовно да ги поканиме кавадарчани утре да земат учество во акцијата Ден на дрвото. За утрешниот ден интензивно се подготуваат и Росоман и градско градоначалниците веќе го имаат планот каде и колку дрвца ќе бидат засадени. Како и секоја година, општина Росоман активно учествува во делот на засадување на дрва и може да кажам дека можеби и да се пофалам пред сите дека една од ретките локации каде што зафатеноста е над 70%, значи таа локација над Сирково и Мрзени дава можности и ова година да вршиме садење, и негде околу 100 луѓе веќе имам најавено, значи да дојдат и да насадат по едно дрвце или по повеќе, како што знаеме да кажеме, кои ќе заминат автобусите на локацијата на Мрзени и на Сирково, дека не ги насадиме сите дрва, ретко се враќаме назад. Значи, една хумана акција, една акција за иднината наша и за нашите деца, која што верувам дека на голите ридови над Сирково и над Мрзен ќе му врати живот, односно која што ќе значи бели дробови за општина Росоман, но и за целиот регион, бидејќи знаете како фени се наоѓа во тој регион само од другата страна. Значи, ние ќе ја поддржиме акцијата, во исто време основните училишта, односно основното училиште Пере Тошев со подрачните училишта имат агенда со малите оделенија до 4-то оделение, до 5-то, односно се извинувам, да садат 200
садници во сите подрачни училишта и да го разубават овој простор во исто време со друга хортикултура, значи со цвеќиња, ќе работат во дел на екологијата, значи ќе го разубаваат секој двор на училишто и се надевам дека и времето ќе не послужи, односно веќе е добро, многу е подобро кога е ладно да се работи него кога е потопло. Верувам дека ќе имаме успешен ден утре. Се подготвува и општина Градско. Имате ли податоци колку садници и од кој вид ќе бидат посадени на колку локации овде во Градско? За нашата општина се планирани околу 300 садници на багрем, кои што се обезбедени од подрачната единица на Министерството за шумарство во Велес, ќе бидат во текот на денешниот ден подигнати. Ќе бидат утре ангажирани максимално и учениците и вработените во јавниот сектор, како и секоја година. Ќе се обидеме малку теренот не ни оди во прилог, малку карпес, малку е суво, така да меѓутоа ќе се обидеме тие делови што се голи ридови, да ги така да планирано е над местноста Голо брдо, над село Туланци, тука нешто да се насади. Дел од тие садници, малите ученици до 5 оделение ќе работат во школските дворови, конкретно во Централното основно училиште Даме Груево Градско, ќе работат на разобување на дворчето околу градинката и секако во училишниот двор, а другите поголемите деца во најблиските местности одредени за посадување на дрвца. Велешани ќе сасадат 200.000 багреми на денот на дрвото. 200.000 багреми и зимзелени растенија Велешани утре ќе посадат во рамки на акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. Ќе се пошумат вкупно 53 хектари површина и тоа 42 хектари во близина на Оризари, а останатите 11 на патот кон езеро Младост во близина на Башино село. Ќе се пошумува на овие две места бидејќи сметаме дека таму во моментов е најпотребно да се засадат дрвца, рече Горан Наунчев, директор на шумско стопанство Бабуна. На веќе традиционалната акција за пошумување во најголем број присуствуваат учениците, представници на јавни претпријатија, невладиниот сектор, но можност да учествуваат во неа и да засадат барем едно дрвце и да придонесат за позелена Македонија имаат сите граѓани. Граѓаните кои сакаат утре да им се придружат, тоа можат да го направат во два термина, од 8:30 и 10 часот и 30 минути. Автобусите поаѓаат од три локации: центарот на градот, кај Евана и средното училиште Коле Неделковски, вели Билјана Шуркова Манаскова, општински инспектор за животна средина. Почна кампањата 16 дена активизам против насилството врз жените, казни за насилниците, помош за жртвите, бараат здруженијата и организациите кои го третираат овој проблем. Една од 3 жени во светот е жртва на насилство. Тој податок предупредува дека треба многу сериозно да му приидеме на проблемот и секој во свој домен да почне да работи на отстранување на причините за насилство, вклучувајќи ги активностите за едукација и промена на свеста на граѓаните. Овој апел на првиот ден од кампањата 16 дена активизам против насилството врз жените пристигна од невладините организации кои потенцираат дека годинава и во Македонија се регистрирани голем број брутални случаи на семејно насилство. Според податоците од Министерството за внатрешни работи, во првото 3 месечје се евидентирани 174 кривични дела при семејно насилство. Од 174 сторители во 159 случаи се мажи, а во однос на начините на кои се вршат делата, преовладува употребата на физичка сила и најголем дел од случаите, 149 се со употреба на физичка сила. Идентични се и показателите во однос на прекршоците за семејно насилство. Евидентирани се 120 случаи, велат од Асоцијацијата за здравствена едукација КЕРА. Националната мрежа во рамки на кампањата ја промовираше и Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство. Конвенцијата представува прв сеопфатен документ кој ги регулира
аболира сите форми на насилство врз жените, вклучувајќи го и домашното насилство. До сега ја подпишале 27 земји членки на Советот на Европа, а ја ратификувале 8. За председателка на Националниот совет за родова рамноправност СОЖМ Савка Тодоровска податоците кои ги прикажуваат и институциите не покажуваат зголемен или намален број жртви. Тие говорат колку жените се освестени и охрабрени за да го пријават насилството. Порано тоа го немаше, затоа треба што побрзо да биде ратификувана конвенцијата, бидејќи таа е насочена пред се на превенцијата. Од истражувањето кое го направивме, утврдивме дека од сите жртви на семено насилство, само 2% на случаи се разрешени како жртви на семено насилство, посочува Тодоровска. Таа вели дека за намалување на бруталните насилства врз жените потребно е случаите да имаат разрешница, сторителите да бидат соодветно казнети, а на самите жртви да им биде понудена соодветна поддршка и заштита. Вчера вечер насилници ја ограбиле бензинската пумпа на патот Градско Прилепка и мотел од Дреново. Разбойници ја ограбиле бензинската пумпа на магистралниот пат Градско Прилепка и мотел од Дреново, синоќа во 19 часот и 45 минути. Информацијата ја потврди портпаролот на секторот за внатрешни работи Веле Санита Стојковска. Три непознати маскирани лица со фантомки на главите влегле во бензинската пумпа. Едното во раката држало нож сатара, другото бейсбол палка. Со вербални закани и со закани со орудијата кои ги носеле извршиле разбойништво над вработениот БП роден 1954 година. При тоа одземале 49.000 денари од дневниот промет плюс цигари со вкупна штета од 50.100 денари, а потоа со патничкиот автомобил Citroen Berlin го побегнале од лице место. Увид на местото на настанот изврши екипа од полициска станица Кавадарци. Се превземаат мерки за пронаоѓање на сторителите, вели Стојковска. Златен и бронзен медал за Општинското основно училиште Страшо Пинџур Неготино од државното првенство во шах. Златен и бронзен медал за представниците од основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино на државните првенства во училишен шах. Во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија во местото етно село кај Куманово се одржаа првенствата за основните и средните училишта. Учествуваа вкупно 110 надпреварувачи од повеќе градови. Кај основците се надпреваруваат 34 ученици во машка конкуренција, а 15 во женска конкуренција. Од средношколците во машка конкуренција си ги одмерија силите 57 надпреварувачи, а во женска 4. Представниците од Страшо Пинџур постигнаа одличен успех. Осмоделенецот Тони Лазов освои прво место и златен медал во машка конкуренција, а неговата врсничка Ана Петрова го освои третото место во женска категорија и бронза. Забележителен успех постигнаа и неготинските гимназијалци од средното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Димитар Аврамов го освои четвртото, а Јордан Камендолиев осмото место во конкуренција за средни училишта. Утре во утринските часови ќе биде облачно со врнежи од снег, а попладне постепено ќе се разведрува. Утринските температури од -6 до 1, а максималната температура од 1 до 7 степени. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.